Мислам дека се многу подлабоки и коренити проблемите, зошто не се намалува бројот на излезност, меѓутоа и на млади луѓе, затоа што младите генерално се многу незадоволни и веќе чувствуваат некоја општествена отуѓеност и демотивираност кога станува збор за процесите на донесување на одлуки. Зошто е тоа така? Затоа што пред се не се вклучени во процесите. Друга исто така карактеристика е тоа што нивните потреби најчесто се ставени последни на списокот, односно со самото тоа што не располагаме воопшто со податоци за млади, секогаш од било кој аспект, дали станува збор за социјално, политичко, економско учество на младите, секогаш не недостасуваат клучни податоци кои што можеби ќе бидат, односно не можеби, туку дефинитивно се клучни при креирањето на политиките, така што генерално сметам дека младите со самото тоа што не се вклучени во процесите, односно не им е оставена можност да бидат дел од процесите, не чувствуваат и одговорност за истите, односно велат дека тоа не зависи од нас, такво е генералното чувство и заради тоа и се отргнуваат од процесите, односно одлучуваат и да не бидат дел од истите. Нина, не сакаат да бидат вклучени во тие процеси или пак партиите не ги сакаат младите? Мислам дека се два решени во прашање, односно би рекла дека и двете. Зошто? Затоа што од една страна политичките партии со исклучоци покажуваат дека на младите не има баш местото на високите позиции на донесување на одлуки. Токму тоа и не го покажуваат податоците кои што ги извадивме. Во однос на овие локални избори имаме процент дека 1,27% од младите се всушност кандидати за градоначалници, што е многу мал и многу низок процент, особено кога ќе се земе процентите од претходните избори, односно резултатите, кои што ги мериме со индексот за младинско учество, конкретно политичкото учество, кое што ни покажува дека младите се многу, односно незастапени во највисоките позиции на донесување на одлуки.